би сакал да им се заблагодарам на организаторите, како и на авторите на извештајот. On behalf of the UK, I'm delighted to be speaking at this event. Во име на Обединетото кралство, драго ми е што имам прилика да зборувам на овој настан за организираниот криминал и за предизвиците. Оваа тркалезна маса е дел од организацијата на глобалната иницијатива за Западниот Балкан, која и настанот се одвива оваа недела во Белград, Сараево и Подгорица, а после Скопје потоа ќе имаме состанок во Приштина и во Тирана. Настанот е организиран од страна на две организации, тоа се глобалната иницијатива за борба против организираниот криминал и Inbox 7. Глобалната иницијатива е платформа за граѓанското општество за одговор против организираниот криминал во Западниот Балкан. Скоро пред една година Обединетото кралство беше домаќин на настанот како дел од еден поголем процес. Може би вие знаете за Берлинскиот процес, кој што е всушност процес кој што сака да зголеми регионалната соработка помеѓу земјите од Западен Балкан кон патот кон Европската унија. Да влие врз носителите на одлуки на западниот самитот на Западен Балкан. Минатата недела имавме втор состанок на управната група на Берлинскиот комитет, кој што исто така се фокусира на темата организиран криминал, а иницијативата беше дел од самитот од минатата година. Ке имаме уште еден состанок во Полска за 2 недели. Целта е да се бориме против организираниот криминал во југоисточна Европа. Ова беше иницијатива на Тереза Меј за време на минатој годишниот самит. Се организираше обсерваторија со цел да се организира темите, да се дискутира на темите за организираниот криминал и корупција. Првиот состанок се одржа во Виена на почетокот на оваа година и многу ми е драго што веќе гледам повторно лица кои што присуствуваа на тој состанок. Иницијативата се состои од покрива еден сеопфатен извештај кој што гледа, односно ги согледува жариштата на организираниот криминал во Западниот Балкан. Ние како држава, како Обединетото кралство сме вклучени во овој извештај и извештајот беше направен во соработка со мрежа на земјите од Западен Балкан. Извештајот беше објавен пред еден месец. Later on as well, we're also going to discuss the role that civil society can have. И целта на денешната средба е да се вклучи и граѓанското општество во дискусии за организираниот, односно борба против организираниот криминал, како и да ги потенцираме локалните услови, односно состојби во борба против овој феномен, како и да се даде придонес од страна на граѓанското општество. Што се однесува до извештајот, навистина е интересен. Јас сум инаку географ, меѓутоа и од тоа гледна точка сметам дека е многу интересен извештајот, бидејќи ги прикажува не само локациите, туку и причините и начините на кои што организираниот криминал се движи и организира. Извештајот е достапен, се надевам дека поголемиот број од вас веќе го прочитале, но доколку не би ве повикал да ги повикате, да го прочитате. Ве повикувам да уживате, односно да биде успешна оваа конференција. Ви благодарам за вашиот говор. Не сакам да губам многу повеќе време, бидејќи новинарите не чекаат. Би сакал да му дадам збор на господин Малме, кој што е виш соработник, односно советник на глобалната иницијатива
иницијатива и еден од иницијаторите на мрежата низ светот со цел да се поврзува со другите мрежи за борба против организираниот криминал. Ви го давам зборот со цел да ја презентирате обсерваторијата на глобалната иницијатива и да зборуваме малку повеќе за извештајот кој што беше објавен пред неколку недели. Ви благодарам. Задоволство и чест ми е да бидам помеѓу вас, експертите и останатите присутни во врска со споменатиот извештај. Ви благодарам на сите кои што се присутни на настанот. Навистина сме возбудени сите членови од глобалната иницијатива за да ги презентираме наодите од извештајот и да отвориме дискусија и дебата. Ако се навратиме малку поназад за да ве запознаеме со глобалната иницијатива, најпрвин би рекле дека јас сум еден од основачите, односно еден од неколкуте луѓе кои што први започнаа да зборуваат во однос на темата на превенција и борба против организираниот криминал. Тоа започна во 2011 во Њу Јорк, каде што бевме тројца четворица кои што зборувавме, иако малку фрустрирани од Обединетите нации, од статусот на борба против организираниот криминал. Со текот на времето се повеќе луѓе ни се приклучија во дискусијата. Интересот порасна, бидејќи и прерасна во една глобална иницијатива на експерти. Кога започнавме со дискусиите, поголемиот дел од нас се правници, и јас претходно имам работено како полицаец во Норвешка, но можеби ќе се сложите дека од спроведувањето, односно како извршители на законот, не можете секогаш многу да направите без граѓанското општество, без новинарите, без академиците, односно сите видови на профили кои што ни се потребни за да ја креираме критичната маса за дискусија и борба против организираниот криминал. Овие разговори и дискусијата, па и мрежата продолжи да расте во 2013 година, благодарение на Норвешка и Швајцарија ја оформивме оваа мрежа и седиштето во Женева. Значи, седиштето на глобалната иницијатива е во Женева, но свативме доста брзо дека ни треба и нешто повеќе од тоа, бидејќи глобалната иницијатива во Женева гледа на еден целокупен фокус, но ни беше потребно да направиме обсерватории на други места како што е Балканот, односно мрежата на експерти како основа, но освен експерти имаме и високо образовани, вработени луѓе кои што прават истражувања и извештаи и кои што заедно прават анализа и подготвуваат податоци. Јас би ве повикал да ја погледнете нашата веб страна, бидејќи таму има библиотека на која што има голем број на податоци и материјали за организираниот криминал. Па така, доколку користите Google и слично, доколку гледате на Google на тема на организираниот криминал, погледнете исто и нашата веб страна. Исто така, сакаме да промовираме вклученост на граѓанското општество, но исто така и да ги повикаме властите во балканските земји да се вклучат. Би сакале да го покренеме прашањето во однос на стратегиите и изготвувањето на политиките, но
Isto така и воспоставување на поголема основа во однос на програми во Балканот, воспоставување на канцеларии. Така, например, ние имаме воспоставено канцеларија во Малта, во Западна Африка, затоа што голем број од имиграцијата доаѓа преку Африка. Имаме обсерватории и во Јужна Африка, слично како што имаме и овде на Балканот. Значи, се обидуваме на глобално ниво да ги идентификуваме жариштата. Обсерваторијата на граѓанското општество за борба против организираниот криминал во југоисточна Европа. Југоисточна Европа е поголем, поширок регион од Западниот Балкан, но ние сасега се фокусираме на земјите од Западен Балкан, како Албанија, Србија, Црна Гора, Косово, Македонија. Тоа се 6 земји на кои се фокусираме во овој извештај. Многу сме благодарни на поддршката на Обединетото кралство за воспоставување, за неодамнештото воспоставување на обсерваторијата со цел и конечно да може да присуствуваме и да работиме во овој регион. Правевме теренски истражувања и како основа на тоа го изготвивме овој извештај. Истовремено сме во процес на подготовка на индекс на организиран криминал. Мислам дека веќе постои индекс на пари, но и други типови на индекси, и се надевам дека и ние исто така ќе бидеме во можност да подготвиме индекс за организираниот криминал, во кој што ќе бидат вклучени 55 индикатори. Се уште работиме на тоа и сметам дека ова ќе биде добра алатка како за граѓанското општество, така и за надлежните институции во регионот. Во рамките на извештајот зборуваме за политичкиот контекст во Балканот, како еден предизвик, како една рута низ која се одвива миграцијските процеси, и тоа е еден предизвик кој што е постојано присутен. Тоа е исто така регион на транснационален организиран криминал, како и нелегална трговија на дроги и други коруптивни и криминогени елементи во регионот. Исто така во извештајот ги анализираме останатите состојби кои што влијаат, како например високата невработеност помеѓу младите луѓе, кој што е еден од факторите кој што влијае врз состојбата. Исто така постојат и определени статистички факти кои што индицираат на тоа дека миграцијата, односно излевот на мозоци од Балканот влијае врз тековите, односно движењата во Балканот и во Европа. Исто така, тоа е дел, односно фактор кој што влијае врз состојбата и секако политичката ситуација со која што вие сте многу подобро запознаени отколку мене и кој што е еден од исто така многу важни фактори, но во оваа прилика ќе го оставиме настрана, иако гледајќи ги весниците може да видиме што се случува во сите овие 6 земји. Тука може да го споменеме како фактори странското влијание. Јас, мојот шофер денеска, кој што ме возеше од Приштина во Скопје, го праша кој плаќа за инфраструктурата, дали е тоа Светската банка или некои други организации.
кои што се од странски земји во Европската унија или слично. Да, значи тоа е еден вид на странското влијание кое што сепак мора да го земеме предвид кога го правиме анализа на жариштата во регионов. Тоа е, значи, една кратка презентација или преглед. Но сакам сепак да ја спомнам и криминалната конфигурација, иако накратко во корист на времето. Значи, повторно ќе зборувам за Балканот како рута, која што всушност секогаш била во фокусот на внимание. Балканската рута секогаш е актуелна, а особено во време на миграцијските кризи. И мислам дека тоа е исто така еден од факторите за развивање на жариштата. Исто така сметаме дека има и цврста поврзаност помеѓу организираниот криминал, политичката и економската бизнес заедницата. При тоа зборуваме за корупција, изнудување и слични феномени кои што се инфилтрираат во политичкиот и економскиот живот на земјите. Тоа е накратко она што ние го имаме забележано, а следниот слайд, дами и господа, се однесува на нелегалните движења во државите. Може би малку е нејасно на слайдот со сите линии, меѓутоа сепак ова се елементи кои што влијаат на нелегалните текови и кои што ние ќе ги земеме предвид како еден од индексите за организираниот криминал. Ова регион го анализираме многу одблизу со цел да направиме бодирање на индексите. Тоа значи дека оружјето, канабисот, односно дрогата, цигарите и возилата, иако јас мислев дека луѓето на Балканот се помалку и помалку пушат, но изгледа дека цигарите се уште доста популарни во регионот, но и дрогата, хероинот, како и трговијата со луѓе, како и со синтетичките дроги, кои што често се составен елемент на организираниот криминал. Што се однесува до извештајот, јас ќе оставам на Фиона, кој што е главниот координатор од глобалната иницијатива и од обсерваторијата, да го прикаже, односно презентира извештајот. Така што ќе и дадам збор на неа. Ви благодарам, господин Малбе. Навистина беше задоволство да се даде преглед за тоа што прави глобалната иницијатива широм светот, но јас би сакала да се фокусирам за тоа што иницијативата го прави тука. Во 2008 година беше почната обсерваторијата, откако се донесе одлуката по самитот во Лондон во јули минатата година. И исто така креирањето на обсерваторијата е дел од вклучувањето на Британија во Берлинскиот процес и секако ангажираноста генерална на Велика Британија во Западен Балкан. Со оглед на фактот што имавме поддршката на Обединетото кралство, ќе забележите дека пред вас има некои извештаи. Самите извештаи се на македонски јазик, но исто така се достапни и на англиски. И еден од првите исходи на обсерваторијата е извештајот за жариштата на организираниот криминал во Западен Балкан. Зборуваме за доста уникатен извештај, нешто што е направено за прв пат, односно една организација составува извештај кога станува збор за жариштата во регионот, но не само во едно место, туку се вклучуваат сите 6 држави од Балканот. Па тогаш прашањето е како го направивме самиот извештај. Извештајот беше направен од новинари кои што се
истражувачи кои работат во регионот. Значи побаравме од луѓе од Северна Македонија, од Косово и од многу други држави да излезат директно на терен и да најдат информации за тоа што се случува кога станува збор за границите, граничните премини, пристаништата, но исто така и на другите места каде што може би дошло до појава на некаков проблем. Оно што го забележавме досега и имаме и извештаи како да речеме од институции како OECD и некои други, меѓутоа она што го сработуваат е во ред, но како и да е нивната работа се заснова на бројки. Значи во овој случај самите податоци сакавме да ги собереме, но исто така да ги слушнеме луѓето, што тие имаат да ни кажат, значи луѓето кои што се директно на теренот, значи луѓето, но и луѓето кои доаѓаат од целите на проганот и што тие мислат за ситуацијата поврзана со криминалот. Самиот извештај беше објавен во мај во Виена и исто така беше опфатен и делот за Македонија. Нема многу време да посвета на методологијата поврзана со извештајот, но сакам да ви кажам што направивме во поглед на извештајот. Ова не е традиционален извештај, значи не го гледавме само протокот, да речеме, на криминални групи или нелегални действија во државите, туку ги зумиравме жариштата и зборувавме за она што довело до појава на жариштата. Економската ранливост, слабото управување, но и владење, односно локацијата. Во нашиот извештај ќе најдете 3 главни видови на жаришта. Првото е регионалната ранливост и за жал морам да кажам дека еден од 3 региони на ранливост кои што ги видовме во Балканот е токму тука во Северна Македонија. Изборуваме за северниот дел во Македонија, каде што го имаме делот со границата со Србија и Косово. Зборуваме за Куманово, која што е проблематична област подолг временски период, но исто така она што го забележавме директно на теренот, како резултат на етничката поделеност, недостатокот на инфраструктура или поради фактот што многу луѓе се невработени, ова место, како и многу други места на Балканот, се претворило во некој вид на безбеден рај, да кажеме, за криминалците. Значи, моравме сето ова да го анализираме, да направиме нешто за да ги промениме реалностите, а не едноставно некако да кренеме раце пред организираниот криминал. Исто така, знаеме каква е ситуацијата со границите и кога зборувам за самите граници, зборувам за граничните премини, за нелегалните гранични премини, за пристаништата и во самите држави од Балканот. Забележавме дека има 2 главни жаришта во регионот кога зборуваме за трговија со дрога. Зборуваме за пристаништето во Драч и во Црнагора. Но исто така забележавме дека Балканот не е повеќе само место каде што хероинот и канабисот доаѓа, туку веќе станува и место кое што е важно во поглед на кокаинот. И ова е многу вознемирувачка, затоа што во многу случаи забележавме дека кокаинот доаѓа од Латинска Америка и едноставно завршува во пристаништето во Бар и во Драч. И сето ова многу ги вознемирува самите граѓани, животната средина, но исто така ова е многу погодна, поволна клима кога станува збор за организираниот криминал. Исто така кога станува збор за крстосниците, тие, знаете, организираниот криминал сака да е некаде во центарот, во сржиштето, сака да бидат буквално централно лоцирани. И забележавме дека големите градови како Скопје, Тирана и Приштина, Белград, забележавме дека тие прераснуваат во еден вид на рај за перење на пари. Исто така забележавме дека имаме најдобри примери кои што доаѓаат, да кажеме, од Тирана, каде што имаме многу нови згради, нови објекти во Тирана, каде што забележуваме дека имаме можеби стотици дозволи за ваквите згради, за ваквите објекти, но никој не знае зошто овие објекти треба да бидат во Тирана. Значи нема промени, да речеме, во платите, населението старее, што е впрочем ситуација широм во Балканот, а од друга страна имат инвестиција. Сега се това ве води до фактот дека сите овие објекти или самата инфраструктура е всушност дел од онаа шема на перење на пари, она што го прави самиот организиран криминал во овој регион. Okay.
So, what global initiative Кога, како што кажа и мојот колега на самиот почеток, на Балканот почнавме да работиме пред некои 10 години и ова е навистина краток период и престижна пред 10 месеци, кога направивме една мрежа на новинари, на универзитетски професори и други лица, за да имаме една соодветна мрежа и да може соодветно да работиме. Ова всушност беше и првата публикација на глобалната иницијатива и сето ова што е поврзано со криминалот не е статично, туку се движи, се развива на одреден начин. Потому глобалната иницијатива е присутна тука денес за да го повика граѓанското општество во Скопје да придонесе, да биде дел, да работи со нас, да биде дел од мрежата, да работиме заеднички на други проекти за кои што веруваме дека ќе бидат поддржани од Обединетото кралство, затоа што тие се цело време наш голем поддржувач. Ајде да работиме заедно, да се здружиме, да видиме што може да направиме во поглед на улогата на граѓанското општество кога станува збор за организираниот криминал. Во овој регион забележуваме дека граѓанското општество работи на други прашања како корупција, но знаеме дека граѓанското општество никако не е подготвено да се занимава со криминал, затоа што тоа е доста ризично, може не име блиска како тема, но со оглед на факт што имаме глобалната иницијатива и обсерваторија, не треба воопшто да се плашите. Значи, вие ќе биде под правителство на самата обсерваторија, ќе имаме 6 здружени држави, а веќе со здружувањето на овие 6 држави ние сме сите многу посилни. Токму нова работи глобалната иницијатива. Ова фотографија е направена во март за време на еден настан во нашата канцеларија во Виена. Имавме првата средба на граѓанското општество од Балканот и откако имавме првата нацрт верзија на извештајот, ги повикавме граѓанските организации од 6 држави да дојдат и да го дискутираме извештајот. Потоа поминавме во Белград, Сараево, во Подгорица, денес сме тука. Поради добрата инструктура вечерва ќе бидеме и во Приштина каде што ќе се одржи уште една тркалезна маса, а потоа ќе завршиме во Тирана во понеделник. Значи едноставно сакаме да ги оздружиме граѓанското општество и да им кажеме дека глобалната иницијатива е особено важна и дека таа има обсерваторија и навистина е добро да се вклучите и да бидете дел од оваа обсерваторија за да направите нешто. Нема да ви одземам премногу време, но сакам да ви објаснам нешто кратко. Глобалната иницијатива и обсерваторијат за борба против измами во југоисточна Европа работи и на теми на корупција. Кога ги имаме владите од 6 држави од Балканот, тие веќе имаат своји заложби, значи веќе си имаат заложено дека ќе направат. Имаше и самит во 2018 во Лондон каде што се заложија дека ќе работат на борба и на градење на капацитетите во борба против корупцијата. Значи, граѓанското општество сега мора да работи заедно, но исто така да ги следи оние заложби или ветувања кои што ги има направено владата, односно владите. Треба да се следи организираниот криминал и корупцијата, но сепак за жал организираниот криминал и корупцијата одат некако рака под рака тука во Балканот. Сега ќе му остапавам збор на господинот Джовани Кеслер. Джовани Кеслер, знаете дека тој беше раководител на Европската канцеларија за борба против измами. Има големи истражувања во поглед на шверцот во овој дел од светот. Имаат многу наоди, многу истражувања кои што се особено важни и кои што се внесени дури во нашиот извештај. Ви благодарам. Ви благодарам многу, ви благодарам на поканата да присуствувам на денешниот настан. Тука сме по 20 години, односно тука сум по 20 години. Бев во КВМ во Косово, во мисијата на ОПСЕ, но потоа бевме евакуирани во Скопје во 99-та пред бомбардирањето. Таму веќе бев заменик раководител на мисијата.
Kosovo and here. So за време на периодот кога ова беше жешка тема во Косово. Сушност, она што сега сакам да зборувам е всушност она што последно го спомнавте, а тоа е корупцијата и борбата против корупцијата, кое што е еден поширок концепт на организираниот криминал. Како што гледаме, тоа може да го согледаме и од европска перспектива. Но најпрви морам да дадам една забелешка, бидејќи јас сум представник од Европската комисија, но она што го зборувам тука всушност не го одразува официјалното мислење на Европската Унија, туку пред се јас зборувам од лично, односно од свое име. Бидејќи ќе ви го кажам моето лично мислење кое што не го одразува мислењето официјално на Европската Унија. Што се однесува до корупцијата, зошто корупцијата и антикорупцијата се од најголемо значење не само овде, туку и на глобално ниво. Систематската корупција пред се тука е нешто на што треба да се осврнеме и за што треба да зборуваме, бидејќи таа е на повисоко ниво и, како што веќе знаете, таа е закана не само кон економскиот развој на земјите, бидејќи во некои земји корупцијата на високо ниво е многу распространета и е главната причина за спречување на економскиот развој и за главна причина за сиромаштијата и невработеноста во земјите. Затоа мора постојано да го потенцираме тоа, бидејќи може да се трудите колку што сакате и колку што можете, може да вложувате колку што сакате средства или како земја или како Европска Унија да се борите против ова, ако се сеќавате на искуството во Италија и во Албанија во 80-тите, но и во земјите на Африка, кои што добиваат меѓународна финансиска помош, но тоа тие го нема тоа за разлика од нас, бидејќи ние тоа го имаме и можеме за малите земји целосно да ги обновиме. Меѓутоа, тоа не може да биде ефикасно доколку институцијата, односно економијата е корумпирана. Тоа значи доколку не се функционира по правила и по закони, токму во оние средини каде што треба да се спроведува законот и каде што треба да се гради економијата. Тогаш, навистина, значи, инвестирањето на финансиски средства и помош од земјата и од странство е всушност исто како ставање крв во некој систем кој што се излева. Значи, едноставно, на тој начин дури има и спротивен ефект да се подхранува корупцијата. Тоа значи дека, повторно ќе речам, корупцијата го спречува и е закана против економскиот развој и демократијата, дури доколку имате избори секоја година, тоа не е одраз на демократијата, бидејќи не секогаш гласовите од граѓаните се реални, односно дури тие понекогаш во некои региони, например во Италија или слично, тие се корумпирани и контролирани од организираниот криминал. Дури да имате избори, гласања секоја година, сепак со тоа не ја гарантирате демократијата, бидејќи моќта не оди во граѓаните, туку моќта е всушност организирана и поделена со олигархите или со големите моќници кои што се економски моćни и кои што ги контролираат дури и институциите и парламентарците преку корупција. Но најголемата закана или закана, односно штета кон корупцијата прави кредибилитетот, односно фактот што корупцијата
влијае врз довербата во земјата, влијае врз довербата што граѓаните имаат во институциите, односно внатрешниот кредибилитет. Ако го земеме примерот со Мајдан во Украина или во северноафриканските земји, пролетната револуција на луѓе кои што беа навистина фрустрирани од корупцијата, која што е всушност и главна причина за тоа луѓето да немаат доверба на власта, кон власта и кон институциите. Но исто така корупцијата влијае негативно и за кредибилитетот на земјата во однос на меѓународните односи, што е навистина многу значајно не само во рамките на Европската унија, туку и на пошироко ниво во Европската унија помеѓу земји и секако особено за земјите кои што сакаат да се приклучат кон Европската унија. Значи тие може да ги исполнат сите барања кои што ги поставува законот, односно барањата за приклучување кон Европската унија, но доколку го немате кредибилитетот, доколку другите земји членки или општествата во земјите членки на Европската унија нема доверба во вашата искрена намера, односно во кредибилитетот на вашата земја, дека сте едно општество кое што сте некорумпирано демократско општество, значи ако нема доверба во тоа, ако нема доверба во системот, тогаш залудно се исполнуваат сите други услови, дури значи сите правни услови да се исполнети, сепак ова ќе биде голема пречка. Од тука повторно ќе потенцираме корупцијата е негативно влијае за економскиот развој, демократијата и кредибилитетот во рамките на Европската унија и надвор од неа. Во ред, значи ова веќе го знаете. Знаете дека корупцијата е лошо нешто, кое што лошо влијае врз општеството. Можеби нема доволно свесност за штетите кои што ги прави корупцијата во сите сфери, особено во политичката сфера, но во секој случај ова не е нешто ново. Но поважно е сега да зборуваме за тоа што треба да се направи. Најчесто вакви говори држам со институции кои што најчесто велат дека превземавме се што побаравте. Имаме нов кривичен законник, имаме посебен обвинител за борба против корупција, ја имаме полицијата, ги подпишавме сите меѓународни протоколи, договори за борба против корупција, бевме на состанок во Лондон, подпишавме заложба и од така натаму. И можеби навистина сето тоа е точно. Иако некогаш и не е целосно точно, но дури да беше целосно точно, бидејќи ако погледнете подлабоко ќе видите дека има некои работи кои што не се завршени, но во секој случај дури доколку сите услови да се исполнети, сепак тука постои фрустрација. Ако зборуваме за случајот во Украина, тоа е доста видливо. Може да видите дека откако веќе сте ги преземале сите чекори во однос на воспоставување институции, закони и слично, сепак гледате дека всушност во пракса состојбата не се променила. Од тука доаѓа фрустрацијата помеѓу граѓанското општество и помеѓу оние кои што се борат против корупцијата. Тие си велат, видете, се направивме, но се уште системот не се менува, се уште има корумпирани политичари, системот е корумпиран, се уште тоа некако тешко се менува. Па, што тогаш да направиме? Јас ќе кажам накратко пред да дојдам до европската перспектива. Борбата против корупцијата не подразбира само притворање или ставање зад решетки на определени корумпирани индивидуалци. Тоа бара борбата има три нивоа. Први не превенцијата,
откривањето на корупцијата кога се случува и санкционирањето на корупцијата. Потребни ви се сите три елементи за да се борите против корупцијата. Најчесто ние се фокусираме само на едно, односно на казнувањето, колку биле осудени во изминатите 5 години. 5 лица биле осудени за корупција. Тоа навистина не е доволно. Зошто? Затоа што можеби другите две нивоа недостатуваат, како што се превенцијата и откривањето. Што значи, например, да се има да се исполнат другите нивоа? Превенцијата, например, е многу значајна, бидејќи таа помага да се спречи корупцијата. Тоа значи спроведување на добри закони за јавни набавки, потранспарентни и закони кои што оставаат многу помалку простор за дискреција и за можност за организиран криминал или корупција. Исто така, постоење на јавна администрација која што реално работи е фокусирана значи не може не треба да биде случај јавната администрација да има многу мала плата, затоа што од друга страна да биде нормално дел од финансиските средства што ги добиваат, компензациите да бидат сушност од потекнуваат од корупција. И тоа да се смета за нормално. Мора да бидете во позиција да работите достоинствено без да добивате награда, дополнителна награда за својата работа. Тоа е еден дел од превенцијата. Втор дел од превенцијата е транспарентноста. Транспарентноста значи вклученост на граѓанското општество. Граѓанско општество кое што ќе биде во можност да врши контрола се во однос на тоа, во однос на оно што го работи јавната администрација. И на тој начин едноставно ќе ја зголемиме превенцијата на корупција помеѓу јавната администрација. И последниот дел од превенцијата секако едукацијата на населението и подигнувањето на свеста за корупцијата, дури од најмала возраст. Доколку во најмала возраст и доколку голем број луѓе ја прифаќаат корупцијата како нешто нормално, тогаш навистина промените не можеме да ги очекуваме. Мора да се бориме против мафијата, например во Италија, тоа треба да се вградува во мозоците на децата. Затоа што треба едноставно да се смени менталитетот и размислувањето на луѓето, доколку едноставно многу луѓе ова го прифаќаат како нормално, секако антикорупцијските мерки нема да дадат резултат. И исто така зборував за детекција, односно откривање и санкционирање. Никогаш немам да може да го смените менталитетот на луѓето кои што се борат против корупција, доколку сите гледаат дека оние кои што се одговорни се всушност корумпирани и дека ништо не се случува со нив. Зошто тогаш јас треба да ризикувам, можеби со живот или не е битно, меѓутоа сепак ризикувам да се впуштам во проблеми, знам дека оние кои што всушност се над мене и кои што се надлежни се корумпирани, на нив ништо не им се случува, не се преземаат никакви мерки. Токму затоа потребно е да постои систем кој што реагира во однос на откривање. Зборувавте вие за индексите. Олаф, Transparency International има изготвено некои индекси, но исто така и Европската организација за борба против измами прави индекси и бодирање на тоа кои европски земји се најкорумпирани. Меѓутоа, мојот одговор е дека не е важно која земја има најголем број на случаи на корупција или измама. Она што мене повеќе ме загрижува се големите земји кои што едноставно не известуваат во однос на корупцијата или тоа го прават на многу ниско ниво. Норвешка ја исклучуваме од ова, меѓутоа овој говор го имав и во Шведска, каде што не е ист случај. Но идејата е дека
Значи не мора да се грижиме за тоа, за ситните извештаи, меѓутоа извештаите сепак зборуваат не само за откривањето, туку и за санкционирањето. Тие покажуваат дека има реакција, дека има откривање, значи дека сме свесни за проблемот, но и дека се справуваме, преземаме мерки против тој проблемот. Има некои земји кои што се во рамките на Европска унија и за кои што јас навистина сум загрижен, бидејќи тие навистина многу малку работат во однос на борбата против корупцијата и измамите. И сето тоа го прават некако под тепих, да речеме, на ниско ниво. Зошто е тоа така? Дали затоа што има многу малку корупција или затоа што нема доволно волја или капацитет да се откриваат и да се презентираат и да се работи со овие случаи. Јас мислам дека сепак второто е случај. What a country also for say accessing the European Union has Така и за земјите кои што сакаат да се приклучат кон Европска унија. Не е целта да се покаже дека нема корупција, затоа што секако дека нема да ви веруваме. Нема земја во која што нема корупција. Извинете, пак ќе кажам Норвешка. Сепак јас како италијанец ќе ви речам дека да, насекаде има корупција. И нема потреба да се трудите да докажете дека нема корупција, бидејќи тоа не би било веродостојно. Но она што треба да го направите е да покажете дека сте во можност, способни и дека имате волја да го откриете криминалот, корупцијата и да ги санкционирате сторителите. Значи не е доволно само да фрлите светлост, односно да ги изнесете на видели на овие случаи. Секако тоа треба да се направи од страна на истражните органи, обвинителството и слично, но може да се направи од страна на граѓанското општество, кое што игра многу важна улога. Затоа што без соработката со граѓанското општество немаме доволно информации, не добиваме доволно информации. Но доколку значи не го изнесете ова на виделина, тоа е уште полошо, затоа што со изнесување на случаите на виделина покажуваме кон лошите примери, но сепак треба и нешто да се преземе, затоа што за многу од нив ништо не се случува. Бидејќи за некој случај тие велат јас сум богат, имам стан, убав живот. И ова е тоа што се случува во организираниот криминал, во мафијата. Do they conceive the fact that they are mafiosi? Прашањето дали тие самите се гледаат себе си како мафијаши. Тие се сметаат за недопирливи, па затоа откривањето е основа, може би најтешкиот дел, но мора и да се преземат дејствија. Од тука произлегува и значењето на санкционирањето. Например, добар пример е Романија. Романија стана членка на Европската унија, таа има широко распространета корупција на сите нивоа, дури на високо ниво. Меѓутоа Романија покажа дека се спремни и дека навистина преземаат дејствија, дека се способни да детектираат и да казнуваат корупција. The experiences of the Romanian anti-corruption prosecutor. Искуството од обвинителот за борба против корупција на Романија може да се земе како добар пример, меѓутоа како добар пример може да се земи граѓанското општество кое што игра значајна улога. Пред неколку години имаше обид од владата и од парламентот да се променат законите за борба против криминалот и голем број на луѓе се собраа спонтано на плоштадите во главниот град, па
парламентот мораше да го повлече предлог законот, иако под влијание и на Европската унија. Така што улогата на граѓанското општество е многу значајна. Значајно е исто така да бидеме и да имаме волја и да сакаме и да можеме да детектираме и да казнуваме корупција. Како го правиме сето тоа? Тоа не е само преку спроведување на конференции и преку усвојување на одредени потребни закони, како и воспоставување на институционални капацитети, како полиција и обвинителство, кои што, во ред тие се значајни. Во земјава, гледаме во Република Северна Македонија имаше воспоставено специјално обвинителство и слично, меѓутоа состојбите сепак не се менуваат доволно брзо. Затоа потребно е сите инструменти и алатки да бидат воспоставени и функционални, но исто така мора да имате и капацитет и легални и правни инструменти кои што овозможуваат на луѓето да работат, да има доволно човекови и финансиски ресурси за работа, бидејќи многу пати имам видено дека властите кои што, односно институциите се воспоставени, меѓутоа полека и полека нивните капацитети за работа, финансиски останати, не им се даваат, односно не им се доволни за да се исполнат обврските кои што тие треба да ги завршат. Значи, мора во овие институции да се инвестира. Друг елемент кој што е значаен во однос на откривањето на корупцијата е постоењето на независни тела, кои што независност на телата, односно сочувување на независноста на телата кои што се одговорни во процесите на гонење на организираниот криминал. Јас ќе ви кажам една кратка приказна. Јас бев раководител на секторот за економски криминал во европските земји. Имавме многу добра традиција во источно-европската полициска структура. Има, значи, навистина некои ни завидува, многу, навистина сме добри. But it can be used also on corruption if it is done legally, of course. И прислушкување имаме добри Tell me. истражувачи, односно We do investigation on anti-corruption, on economic crime. се работи успешно на истрагите и имаме добри резултати. Што навистина добро е, бидејќи покрена многу обвиненија. Но знаете што, секогаш кога премиерот се менуваше, секогаш ни кажува каде да спроведуваме истраги. Спроведувајте истраги таму и таму. Потоа се менува другата власт, повторно ни кажуваат дека на друга страна треба да ги спроведуваме истрагите. And it was true, actually. И навистина тоа беше така. If you now tell us to investigate, Значи, ако вие not on someone. Вие не треба да ни кажувате на кого треба да го гониме, туку треба да ни потенцирате да гониме корупција. И тука ризикот е селективната употреба на борбата против корупцијата. Селективна и пристрасна, односно злоупотреба на правдата и на антикоруптивните инструменти. Го користите како оружје против другите олигархи кои што не ја поддржуваат власта. So what's the remedy for this? Па што е лекот, правниот лек за тоа? Тоа е независноста на истражните органи и обвинителите. Тоа, токму затоа во Италија постоењето на независното обвинителство, значи обвинителите се одговорни за кривичните истраги. Во 90-тите имавме систематска корупција помеѓу политичките партии, дури министрите, па дури министерот за правда беше корумпиран, бидејќи
обвинителството are not politically controlled. They Но can't. обвинителството презема мерки бидејќи тоа беше независно. Значи, тоа е многу значајно, но како се постигнува независност на овие институциите? Најпрвин треба да погледнеме на нивното назначување. Како обвинителите се назначуваат, односно поставуваат на позиција во Република Северна Македонија. Јас не знам, меѓутоа знам дека политичките назначувања или нетранспарентните назначувања, кои што многу често се случај, не помагаат во борбата против корупцијата, односно дури спротивно ги превенираат институциите, па дури и воспоставуваат услови за злоупотреба на системот на правдата. Што беше направено, например, во Украина како пример, неодамна, тие ги вклучија меѓународни експерти и Appointing procedures of key figure of the и anti-corruption. тие беа вклучени во назначување на обвинители и судии кои што се работат на полето на антикорупција. Зошто? Затоа што едноставно тие не можат да бидат контролирани од страна на националните политички власти. И мислам дека тоа добро функционираше. Успеа на некој начин да спречат политички назначувања, односно назначувања кои што ќе бидат политички пристрасни. Втората точка во однос на независноста на обвинителите и судиите секако, затоа што кога зборуваме за санкционирањето, сепак тука главна улога играат судиите, е да се воспостави правна осигураност дека тие не се под влијание на под политички влијанија, односно дека тие се ослободени од политичко влијание не само во однос на нивното назначување, туку и во однос на нивното секојдневно работење. Not to influence them. So they do not have to fear on their career. Односно да не се плашат дека нивната кариера е ставена под прашање или дека може да бидат избркани од работа. Ова навистина добро функционира во земјите како Италија и во Европската Унија и мислам дека ова е навистина многу значајно. Сите овие можеби да ги наречеме детали, меѓутоа сепак не се детали, туку се всушност основни потреби кои што треба или услови кои што треба да се спроведат во при имплементирање на антикоруптивните стратегии и борба против корупцијата со цел да се постигне економска благосостојба и доверба во земјата. Дозволете ми да завршам со уште неколку збора, малку ви одземав повеќе време, но сакам да ви кажам што се прави во Европската Унија, односно кои се инструментите кои што Европската Унија ги користи. Малку ќе зборувам за ОЛАФ, значи за Европската канцеларија за борба против измами. Значи нема многу инструменти или истражувачки алатки кога станува збор за организираниот криминал или корупција, затоа што нема некаква традиција, нема некакви повелби за се това и се това не е дел од европската димензија. Знаете, претходно самите држави беа оставени сами на себе да се борат со ова. Знаете дека го имаме Eurojust, кој што представува мрежа на обвинители, кои што ги представуваат нели земјите членки, но исто така не зборуваме за обвинителска служба, туку една мрежа или мрежен систем кој што им овозможува на обвинителите од сите земји членки на Европската Унија да се поврзат меѓусебно. Значи тие не работат на истраги, зборуваме за добар инструмент каде што веќе постои некаков стар инструмент кој што доаѓа некаде од 80-тите, каде што имаше, да речеме, истраги од Италија, истражители од Литванија и слично. Значи едноставно ваквата мрежа, знаете дека може да воспоставите контакти, да се вмрежите
Значи во овој случај, да речеме, јас можам да го повикам мојот италијански колега да дојде и да ме поврзе со снатите, но сепак зборуваме за инструмент за соработка. Значи имаме истраги кои што можеби се одвиваат паралелно во двете држави, тоа би било идеално и тие се координирани, но ништо повеќе од ова. Исто така го имаме Европол, кое што во голема мера има истата улога, значи тука зборуваме за полицијата, каде што имаме представници од светските полициски сили кои што прават многу анализи, работат на аналитика која што потоа се доставува до полициските служби, но повторно не станува збор за истражно тело. Единственото истражно тело на ниво на Европската унија е ОЛАФ, името е од француски, избораме за Европската канцеларија за борба против измами, односно антикорупција или има две ограничувања. Првото е доменот, односно опсегот на надлежност, затоа што тие истражуваат само кога се загрозени финансиските интереси на Европската унија. Зборуваме за пари, за финансии од Европската унија или пак можеби царината доколку е вклучена, затоа што доаѓа до загуба во прибирањето на пари или оние царински давачки. Тоа е првото. А второто, доколку има корупција, да речеме, без вклученост на Европската унија, значи тие не би биле дел од сето ова. Второто ограничување е дека до 90 и некоја година не работеа како истражно, туку како административно тело, што значи дека ги немаат оние инструменти кои што ги има полицијата, како да речеме опрема за прислушкување и слично. Значи тие имаат ограничени алатки, но сепак може да работат координирано, заеднички, односно бараат вклучување на националните сили на прогонот, но сепак имаат и голема предност. Тие работат широм Европската унија како да станува збор за една држава, бидејќи зборуваме за Европската унија, зборуваме за европско тело. Значи не дека да речеме како да се движат од Брисел до Берлин и да бараат координирање или слично, значи едноставно може да појдат и да си ја завршат својата работа таму. Ова би можело да го направат широм Европската унија, па дури и надвор од Европската унија. Знаеме дека неодамна нели и тука во Северна Македонија, затоа што правилото на Европската унија е дека ќе ви дадам пари, фондови што и да е, но сепак мора да дозволите истраги кои што ќе ги изврши ОЛАФ. Значи на овој начин се врши контрола врз парите кои што ги правиме. На овој начин правиме истраги, да речеме, во Африка или во други земји каде што всушност има и финансии, односно средства од Европската унија. Но потоа ОЛАФ, да не забравиме, е истражно тело. So the sanctions or the convictions has to be done by the Па member state. оттаму самите обвиненија треба да бидат покренати од страна на земјите членки. Има одредени напредоци, значи имаме и канцеларијата на обвинители со цел да се избегне ова двојно истражување, значи првин тоа го прави ОЛАФ, потоа тупката се префрла на националните кривични власти кои што треба да преземат некакви мерки или треба да започнат со обвинителство, но го имаме и Европскиот јавен обвинител кој што е веќе воспоставен или е во процес да се воспостави, како и да е веќе станува збор за правно лице кое што треба да се избере или како раководител, при што треба да се добие одобрение од самиот Совет на Европската унија, но ќе видиме кога ќе се воспостави, веројатно следната година, и во тој случај ќе имаме само една канцеларија на обвинители, која што ќе биде широм Европската унија. Зборуваме за некои 22 земји членки кои што досега си имаат вклучено и се дел од оваа канцеларија, кои потоа ќе делуваат како обвинителска служба, односно ќе прават истраги во сите држави кои се веќе се придружиле, што значи дека за прв пат ќе имаме и европска димензија кога станува збор за обвинителството. Значи Европската унија нема да биде само еден пазар,
каде што добрата или да речеме луѓето можат слободно да се движат, туку и можност за вршење на истраги како да станува збор за една единствена држава. Значи ова би била првиот чекор кога станува збор за просторот за судството кој се однесува на Европската унија. Ова е особено важно и притоа има огромни напредоци во поглед на капацитетите на самите обвинители и обвинителството за да работат на интегриран начин како да станува збор за работење од една држава или како да станува збор за само една канцеларија. И значи така би работеле широм Европската унија, на тој начин ќе се забрза самата кривична истрага или обвинителството и на тој начин ќе се зголеми нивната ефикасност. Ова е перспективата на Европската унија кога станува збор за развој на судството и верувам дека Северна Македонија токму треба да се фокусира на се това. Ви благодарам. Ви благодарам, господине Кеслер. Знам дека новинарите се нетрпеливи и сега можам да ги повикам сите новинари доколку сака да му постават прашање на господинот Кеслер или на некој од останатите панелисти. Повелете.